Се наоѓаме на тениското игралиште во Делчево, кое благодарение на група ентузијасти, а со Амин на општината, еве изгледа како што изгледа, градоначалникот можеби прв пат го гледа. Како сте задоволни, еве што ќе кажеме за спортот, најавивте неодамна и почнување на спортската сала. Па да, мислам не увидам прв пат, ама прв пат слегувам внатре. Да, прв пат влегувате од кока и сум искрено изненаден и сум импресиониран од тоа што благодарение на тебе искрено и на твојот ентузијазам и благодарение на твоите другари, што тука секој вечер играте тенис, дека овој простор тука е конечно среден или уреден прекрасно за да има одлични настапи на тенис. Ова веќе имате пробен турнир во тенис помеѓу аматери тенисери од Делчево и се надевам дека многу наскоро вие ќе направите еден турнир официјален во кој што ќе се пријават учесници од други градови, затоа што како што кажаш и претходно, благодарение на тебе и на твоите другари и нели со мала помош од општина Делчево и со помош од обществено одговорни компании, сепак вие овој запуштен терен кој што беше за тенис е доведен до фаза за да може да се игра дури и професионален тенис. Ќе ги поздравиме тука еве Мики Гошевски од Германија, Анџело и Зоран кои исто така донираа дел од тоа, доктор Дејан Златковски и Мики донираа мрежа. Митко Миленковски, фирмата Куза еве најавуваат исто така донација, така да. Да, Иван Миленски кој што го направи теренот. Да, јавно плана предпријатие кој што не донираше, даде канти, клупи за вашите потреби, така да голем е списокот на луѓе кои што помогнаа. Така да не забораваме некој, им благодариме. Да им се извиниме ако некој има заборавено, значи голем е списокот на донатори за овој терен, но се гледа дека кога многу луѓе дадат помалку, сепак можеме да постигнеме многу. Пардон, ова сакам да ја најавам и реконструкцијата на спортската сала, која што во непосредна близина на самото тениско игралиште, овде во спортско-рекреативниот центар, како што и веќе знаете, а и вие како медиум објавите, веќе има распишено тендер од страна на Министерството за спорт, кој што планира да ја реконструира спортската сала, која што е овде во Делчево, кој што за жал е заборавено на заботно време. Ќе замолиме еве бидејќи тенисерите зимно време не може да играат на отворено, доколку е во можност кога ќе се прави подлогата, барем да има и место за столпчиња да се постави зимно време кога ќе има термин да се игра тенис. Значи да бидам искрен, значи моментално сум запознаен доста добро со тоа што се вклучува тендерот. По тоа што знам е дека нема машинство, но во однос на другиот дел уверувам дека ќе биде наистина добар спортски канал во кој што ќе може да играат и спортуваат многу наши млади и многу спортисти.